Основното јавно обвинителство Штип поднесе обвинителен акт за 5 турски државјани инволвирани во убиството на Енес Оздемир од Турција во мај годинава во Штип. Извршителот се товари за кривично дело убиство за кое следи најмала затворска казна од 5 години и неовластено држење на оружје со кое било извршено убиството, каде казната е од 3 до 10 години според кривичниот законник. Тројца од обвинетите кои му помогнале да го изврши кривичното дело ќе одговараат за убиство за што ги следува иста казна како и извршителот, додека една обвинета се товари за помагање за кое може да добие до 5 години затвор. Првообвинетиот 21 годишник без регулиран престој во државава на почетокот на мај од непознато лице во Скопје неовластено купил полуавтоматско огнено оружје пиштол марка ФЕК калибар 9 мм со избришани податоци за модел и серијски број. Стои во соопштението од Основното јавно обвинителство Штип. Преку мобилни апликации се договорил со оштетениот на 8 мај да се сретнат во кафе-бар во центарот на Штип. Седнале на една од масите во аголот на летната тераса во кафе-барот и разговарале околу 15 на минути. Во еден момент обвинетиот отишол до тоалет и веднаш се вратил. Го извадил пиштолот и започнал да пука кон оштетениот, нанесувајќи му 6 огнеострелни повреди од кои починал. Тројца обвинети свесно му обезбедили логистичка поддршка на првообвинетиот за извршување на убиството, му обезбедиле сместување во својот стан, му помогнале да набави пиштол и го превезле до Штип на денот на делото. По убиството петта обвинетата со своето возило ги превезла останатите кон Скопје, а пред Патарината Миладиновци, забележувајќи полициска контрола, таа свесно застанала околу 300 метри пред рампата и му возможила на првообвинетиот да побегне покрај автопатот, каде полесно бил пронајден и уапсен. Останатите обвинети биле запрени од полицијата и, иако се обиделе да избегаат, биле брзо фатени и лишени од слобода. За четворица се побара продолжување на притворот, додека за петата обвинета се насила мерки на предпазливост.